Компанијата XAI на Илон Маск поднесе тужба против Apple и OpenAI, тврдејќи дека двете компании тајно соработуваат за да ја спречат конкуренцијата во областа на вештачката интелигенција. Во тужбата поднесена во Тексас, Маск обвинува дека Apple го фаворизира ChatGPT на штета на неговиот грок, што наводно нарушува пазарната еднаквост. Според тужбата, Apple се обидува да го заштити својот iPhone монопол, додека OpenAI се прикажува како компанија што ја напуштила својата мисија за безбеден развој на вештачката интелигенција. Главна точка е одлуката на Apple да го интегрира ChatGPT како дел од iOS системот, што, според Маск, им овозможува ексклузивен пристап до кориснички податоци и подобра позиција во App Store. Одговорот на OpenAI вклучува контратужба за вознемирување, додека Apple се уште нема дадено официјален коментар. Тужбата не ја спомнува потенцијалната закана што ChatGPT би можел да ја представува за iPhone, особено со оглед на проектот на Џони Ив за нов виуред. Кинескиот стартап DeepSeek ја представи новата верзија на својот V-модел V3.1, со која најавува побрзи перформанси и поголема флексибилност во однос на претходниот модел R1 0528. Моделот има проширен контекстуален прозорец од 128.000 токени, што овозможува подолги и поконзистентни интеракции, еквивалентно на околу 300 страници текст. Истовремено, се појавија шпекулации за повторно одложување на очекуваниот модел R2, откако DeepSeek ги отстрани сите референци за R1 од функцијата длабоко размислување. Според Financial Times, одложувањето се должи на технички проблеми со чиповите Ascent на Huawei, кои не се покажале доволно стабилни за обука на новиот модел. Како привремено решение, DeepSeek користи NVIDIA чипови за обука, додека чиповите на Huawei се користат само за фазата на инференција. Компанијата се уште нема објавено нов датум за лансирање на R2, кој првично беше закажан за мај.